Ние од Канал 7 во соработка со нашите пријатели од Кнауф сакаме да ја замолкнеме бучавата во вашите домови. Вие ни раскажувате своја бучна приказна, најинтересните од понеделник до четврток стануваат потенцијални добитници на ваучер во вредност од 100 евра за производи од Кнауф. А денес, петочно, од сите тие потенцијални добитници го избираме официјалниот добитник. Режија, ајде да видиме дали се спремни со сите наши потенцијални. Може да почнеме. Старт. Ајде. Ајде, си врти. Денешна наша добитничка на ваучер во вредност од 100 евра за производи од Кнауф е Сара Бошковска. Ајде ја бараме Сара на телефон да видиме што ќе ни каже, да ни ја повтори својата приказна. Значи, гледате, се испаќа да бидете детални со раскажувањето на своите приказни, без разлика од каде доаѓа бучавата, дали си тоа ти, дали би можеби твојот сосед, од каде и да доаѓа ситуацијата, треба само да ни ја раскажете. Колку сте подетални, колку сте позабавни, отворени и искрени, без филтер, толку ви се поголеми шанси да тоа се знае. Токму такви беа и нашите четворица потенцијални добитници кои што еве си влегува во финале. Се надевам дека ќе успееме сега да ја добиеме Сара за да ни ја повтори нејзината приказна, бидејќи дефинитивно беше една од најинтересните. Апсолутно, и секоја приказна е нов пример за тоа како се раскажува една приказна. Ја чекаме Сара да видиме, да се обидеме да ја поврземе овде за сама да си раскаже, да ни раскажуваме ние. Да видиме едно знакче од режија да каде е ситуацијата со Сара. Ја имаме, изгледа. Ја имаме? Да. Добро утро. Добро утро. Сара, честитки, ти си официјално нашиот добитник на ваучер од 100 евра за производи од Кнауф. Многу добра беше приказната. Сосема заслужено. Ајде, раскажи ни ја уште еднаш. Како, извинете, имам мала птица дома. Фино. Душичка. Ако ми реже уште една да повториме. Да. Со бебчето заедно. Да, па ништо. Мислам, ова беше ептен, посмесно живо онака. И како се реже, Мирко ја свртешме играва, се ги пријавивме газдите за гласна музика. Со полиција, со се. Мислејќи дека нели ги преуваме комшиите до нас кои што често праја забава и еден ден викам ајде сега е денов да превземе нешто и баш ден кога дојде нели полиција и татка и нас и трпнуваат вика нема журка забава од станов кај што ни укажувате. А ни викаме сигурно има пошто многу е често викаме секоја вечер викаме ја себе и видео имам викам од калама снимено. Со докази со се. Ајде века да провериме и затвараме врата и еве ги пак по една минута вика оддолу како да иди века гала мала сигурни сте викам како оддолу викам долу не се газди баш супер си комуницираме викам вика сега тука сме мора да провериме пошто на други смета и викам леле викам ве молам не кажувајте викам стварно сме супер сонев да не испадне да сме ги пријавиле и така беше баш смешно тие беа многу млади дечки и кој да слушаме разговараат така и другиот ден ги среќаваме газдите и тие викаат ако не знаете горе кој има да нема нови некои станари не пријавиле чисто накажи зборна зашто тие славени роден ден и ние па не викаме не знаеме викаме ние не бевме тука. Ништо, гледаш, значи сега и да дознаат веќе ако слушаат радио и да дознаат ќе ви се простат затоа што гледаш си кјари 100 евра. Честитки, конечно ќе се средиш бучавата, сега пусти со бебчето и да бидеш ти саундпруф и да не влегува бучава и пусти од кај вас да не излегува. Во две ситуации ќе помогнеме. Сега ние сме бучната нели приказна така. Кругот се врти, ама затоа сме ние овде со нашите пријатели од Кнауф. Ќе ти пишеме на Вибер таму да ни оставиш податоци за се да си биде окей. Фала ти многу што ни раскажа твојата приказна. Да си имате прекрасен ден. Фала исто и вие. Фала ти многу. Фала Чао, ти, чао. Сара. Ето тоа беше нашата денешна поточно официјална добитничка. Продолжуваме со оваа игра уште 3 недели. Имате фора да раскажувате своји бучни приказни на kanal77.mk. Бидете вака детални ко нашата Сара и шансите ви се уште поголеми.